Македонија спроведува активна дипломатска офанзива која менува сликата за нас како држава на меѓународната сцена и очигледно е дека вродува со плод. Прашањето за подпишување на друг билатерален договор со Бугарија, со кој би се дал сет на гаранции дека со уставни измени се исполнети условите и нема да има нови билатерални барања на патот кон Европската Унија, за експертите е наратив кој отвора нова перспектива за Македонија. Ваквиот предлог доаѓа од Томас Фајц, известувачот за Македонија во Европскиот парламент, кој смета дека би било добро во Европската Унија да се смени методот, односно одлуките да не се носат едногласно, туку со мнозинство гласови од членките. На нова перспектива за Македонија во контекст на евентуално менување на оној крут став кој доаѓа од Европската Унија, дека единствен услов кој Македонија треба да го исполни на патот на асоцирањето во Унијата, односно отворањето на пристапните преговори, е прашањето на внесувањето на бугарите, при тоа без никакви гаранции дека тоа ќе биде и последен обид или последно уценување на Македонија на овој пат. Македонската влада доби ветар во грб и од новата еврокомесарка за проширување, со незиниот став дека ќе направи се билатералните спорови да не бидат дел од процесот на преговори. Според експертите, очигледно е дека дипломатијата која ја водат македонските власти веќе не ја сместува Македонија само како нем наблюдувач на масата. Едно нов курс на македонската дипломатија, која за разлика од претходната дипломатија која минуваше она што и беше испорачано на маса, новиот тип на дипломатска офанзива кој го промовира и министерот, и премиерот, и целата се надевам дипломатска мрежа е токму тоа да нашата приказна, нашиот наратив биде слушнат, посебно во меѓународните форуми. Позициите на македонската влада се јасни дека стратешката цел останува полноправно членство на Европската Унија, но не со подклекнување на диктати од други земји. Уставни измени со одложено дејство се опција, но со претходно безбедени јасни гаранции.